Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд да се луѓето од пепер мимо него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на вашиот ден. Гледате 1 на 1. Денешен гостин Ренато Вугринец, овозможен од Good Nature Detox Mix. Вашиот домаќин Жарко Димитриевски. Здраво, здраво, јас сум Жарко Димитриевски, а овде не се Пеперминт, ова се Two Exit Band. Пеперминт се на гласање. Затоа не се дојдени и фалови дечки што ќе ги замените денеска. Имаме одличен гостин. Денеска ни доаѓа од РК Металург, најдобриот стрелец во моментов во Лигата на шампионите, Ренато Вугринец, така да ќе биде одлична емисија. Останете тука. Значи, тука си ти, господине, не те најавуваме, знаеш. Знам. Добро, што да правиме? Ама Мора не да е тука. гласаат. Не можам да ги бранам, тоа е законското право. Знаеш за кој ти кажа? Знам за кога, но не можам да кажем има изборен молк. Како што знаеш. Не смееме да збориме такви работи. А ти сакаш да ме наместиш мене, така? По твоја плата ќе видиме, ненормален е. Слушај се, Ништо, бате. дај да одиме со Facebook, Twitter, а? Ајде, Колјо, пушти ми джингл за Facebook, Twitter. Ајде. Мери од Скопје прашува: здраво Жаре, абе што е работава со малезискиот авион што не може да го најдат? Не знам. Значи не знам. Јас се чудам. Мајка ми до сега 5 пати ќе го најдеш ако ја бев во авион. Сигурно. Да сме били двајцата за помалку од ден. Сака да кажеш дека мајка ми тебе те бара? Не, мојата. Твојата мајка. Добро. Со здружени сили Не знам, ама дечки, ја не се плашам од ништо на светот, значи ништо буквално, ништо, освен ако видам мобилен телефон и најдам 10 мис кола од мајка ми. Во тој момент, значи јајцето ми е на Таму? таму. Да. Да. И викам уште едно, Аце, од Штип, дали е вистина дека имате јасновидец во екипата и ако е вистина, дали можеме да го запознаеме? Може да го запознаете, да, само дозволете. Може да го запознаете, ова е новиот член во екипата. Не сум знаел ја, бе. Здраво. Не сум знаел дека си... Види, имам секакви моки. А, Например, ако сакаш ќе ти презентирам нешто. Сакате да ви презентирам некој од моите моки? Значи, гледайте што е муаветов. Ова се пликоа, затворени. Појма немам што има внатре. Но со помош на моето трето око јас ќе ги прочитам. И ќе го дадам одговорот уште пред да ги отварам. Сакате да пробаме? Ајде да видиме како изгледа тоа. Одговорот е вонземјанин, кентаур, супермен и човек што навремено си ги плаќа сметките. Наброј неколку измислени суштества. Че го сакаш, сврти го само да не препишуваш. Не, Да. нема. Добро. Одговорот е но не. Но не, одговорот е но не. Како се вика кондом на афрички? Одговорот е фискални каси. Што нема никогаш да најдете во чаир? Браво, браво. А на крај ќе те прашам ја да видам само. Ау, ова нема да ти се допадне тебе, ич. Ау. Одговорот е следниот месец можда. Не е ни сигурно. Да, следниот месец можда. Кога ќе земат плата сценаристите од 1 на 1? Тоа сега те прашам, да погодиш колку пари имам, тогаш ќе ти верував во джеб. И бидејќи немаме многу време, треба Ренато Вугринец да доаѓа, ако не ви смета, може овие на брзинка да ги одговорам. Да не се замараме, така? Ајде. Значи, не може да му се верува. Кило железо е потешко. 500 евра. Стори, чекам, оце. Каролина и Гроздан. 2, 6, 14, 18, 27, 37, 32 и Джокер 17. Тоа е тоа, останете со нас следен во 1 на 1 Ренато Вугринец. 500 евра, бе. Да? 500 ти е за мене, бе, изгледа.
Giga Mega открива зошто велосипедот е најлошо превозно средство ако си мрзлив. Скандалозно! Белград не е на пола пат меѓу Струга и Виена, туку селото Горње Кречане во Босна и Херцеговина. Giga Mega го открива скандалозниот курс на индиската рупија во однос на македонскиот денар. Пресметајте и вие колку е кауцијата на Субрата-Рој. Во следната Giga Mega гледајте ексклузивно интервју за новиот модел на Audi Q7 со експерти од МПЦ. Сакам да пијам чај, И јас. а посебно кога гледаме Вардар Металург. Добар е Ѓоковиќ. Добар? Сакам да пијам чај, а посебно кога е Good Nature. Тој е двоен европски шампион со екипите на Целје и Магдебург. Во моментов е најдобар стрелец во Лигата на шампионите. Му посакуваме многу среќа со неговиот среден противник Кил и на неговиот клуб РК Металург и на него секако. Голема чест ми е што е тука Ренато Вугринец. Како си? Добар. Леле, колкав си голем. Требаше? Али сам очекивал песма од Металурга, искрено. Така? Да. Па добро, не се толку спремни, мислиш дека се толку добри. Требаше да го викнам Дарко Станички, изгледа поубав. А вака, погледни ме за нив. Значи ова е Ренато. Ете така, седи Ренато. Фала. Мајсторе, многу ми е кив што си тука. Еден од омилените ракометари на македонската јавност. Кажи уопште како дојде во Македонија. Тазе Македонец плюс, тоа да не забораваме. Да, ја, јесте. Зошто не се викаш Петре? Петко сега. Не, Вугриновски. Вугриновски. Вугринов. Вугриновски, како да си га, нема од Ренато, нема, тоа е Нема, тоа. Да, ништо, добро, ќе те викаме Ренато Вугриновски, тоа е тоа. Како дое, кажи ми стварно, кој те побара за да доеш у Македонија, у Металург? Па добро, Лино ли ти се јави? Да, јавио се Лино веќе, мислим да то око прije 4 години. Аха. Сад сам веќе друга година овде, тако да јавио се око 4 години назад и некако nije došlo do dogovora, после следеće godine opet. Многу пари бараш, а? Те чекаше да остареш за да Pa поевтино да те плати. verovatno je to, verovatno je bilo to, ali na kraju je bitno da sam došao i Da. baš mi je drago, stvarno. Одлично. Кажи ми како иде тоа кога сме кај пари, како се договараат платите на ракометариве? Тоа е држ не дај ситуација како ја ќе ти давам една понуда, па ти ми викаш чекај, многу ме подценуваш, еве друга. Така пинг-понг се игра малку како во фудбалот што гледаме или не е баш тоа толку сложено? Pa da, kao u svim sportovima isto. Na primjer, ako možeš tražiti svojih 5 minuta, moraš imati puno sreću i da kuješ ono, kao kažu, želizo kad ti je vruće. Tako ti je to Менаџер преговара или самиот ракометар? Ma iskreno, ja u Sloveniji kad sam bio i sad ovdje nema menadžera, pregovaram sam. Dovoljno sam iskustan i ja mislim da nijednom menadžeru... Колку таму е 49 години Nijednom има menadžeru скоро. ne smiješ da veruješ, znaš, to je tako otprilike. Tako da... Така му доаѓа? Tako je to, da. Па што викаш, да, затоа јас на Ѓоко не му верувам ништо. Ништо не му верувам, ништо не може да заврши. Дали пред да дојде, шала на страна, немаш 49 години, имаш 38, што сепак и се доста зрели години за било кој спортист скоро, освен можда голф, нешто такви, или карлинг. Па дури таму стар ќе видиш. Дали пред да дојде уопште имаше бар малку мислење да се пензионираш или не? Dobro, iskreno, posle jedne godine igranja u Hamburgu, kad sam se vratio iz Njemačke, nekako sam odlučio da ću ostati u Sloveniji, ako stvarno ne dođe neka super ponuda. Pošto sam isto bio u Kataru i nešto se dogovarao sa tim Arapima tamo da se vratim, ali rekao sam ne i išao da igram u Maribor, gdje sam se zadržao 3 mjeseci, naravno onda zvao Metalurg i sad sam još uvek ovdje. За наша среќа. Кога се оди во Катар, Матар по тие таквите зими, реално се оди само да се искешира, така тоа се тие 5 минути што ги избориме ваljda. Da, definitivno, osobito sad kad je u Europi, kao znate, mislim, kriza i sve i jednostavno puno igrača ide tamo s trbuhom, za kruhom. Те така да се уклеват. А кажи ми, колку повеќе плаќаат, да речеме, од нормална европска екипа тие азијци, катарци, дупло повеќе се плаќа или тоа е премногу? Ma iskreno, njima je to kao neka igra, ko da igraju PlayStation kuće, baš. u tom stilu. Oni vole da pregovaraju, oni će, mislim, stvarno, to su bogati ljudi, kao znate, i jednostavno oni se cenkaju za $5, na primjer. Jer im je interesantno, pošto ja mislim da je dosadno tamo, žive u pustini.
I Нема многу што да се прави пустина. da, jednostavno je to. Ali dobro, ako imaš dobar CV, naravno, i ako se stvarno zapale, može se dobro zaraditi. Тоа е добро, тоа е добро. Сега, дај да те прашам за Металург. Имам јас лично чувство и верувам дека голем дел и од луѓето има чувство дека Лино е некаков си магепсник, некаков волшебник, седи дома, алхемии, прави некакви, бидејќи човекот на што и да типува како да му успева. Значи те земат тебе на 38 години, им даваш 13 гола у четвртфинале на Лига на шампиони, не знам, 8 на финале, извини. Што се случи? Козлина, Ракчевич ги добивме печаток дека ги избрка, не е ни битно си одат од тим, сите мислат Тимов ќе пропадне, Тимов е појак него било кога. Лука Циндрич него ни знаевме кој е, го носи, го прави звер, игра за хрватска репрезентација, се што е со човеков? Толку е добар колку што мислиме или се некако склоп на околности во прашање? Iskreno, ti i ja možemo da pričamo sad tu 1-2 dana o tome. За Лино. Da. I nećemo doći do nikakvog zaključka, zato što jednostavno rezultati govore sve, ne? To je iskreno i ne znam, jednostavno je na primjer, puno i rizikovao, kako da kažem, neki igrači su otišli i stvarno, opet smo tu, opet smo četvrtfinalu. Prošle godine je ostvarili najveći uspjeh Metalurga, makedonskog kolektivnog sporta, mislim, sa loptom i jednostavno opet smo tu, gdje su nas svi već prošli i dodatne kvalifikacije sa jednim veoma jakim Pik Segetom i kao što je rekao Luka došao, koji nažalost se nam je veoma bitan, najbitnijih igrača, Musovski se nam je povredio i došao Luka i jednostavno ne znam, njegova pozitivna stvar je bila ta što ga nisu znali ni Evropa ni niko i on iskoristio tih svih 5 minuta, sad verovatno ćemo biti teže i teže, ali svejedno tu smo i opušteni i jedva čekamo na utakmicu sa Kilom. Така е. Дали ти кажи ми као најстар се имаш право повише да се искараш со Лино од другиве? Kao što rekao, on radi puno na psihologiji, ne? I jednostavno on mi je u jednom priliku rekao da on namjerno se skara sa igračima. I ja opet ne mogu tu ništa da kažem zato što opet igramo dobro i pobjeđujemo, ne? I jednostavno ja sam isto imam najbolji odnos sa njim kad sam skaran sa njim. Pa on znači ti vlagu u glava, da? Stvarno je to nešto je na tome, tako da. Браво, браво. А што му е на терен бе кога играат утакмица? Инфаркт ли има човеков? Зашо е тако? Оди лево, десно, ne, to i mene interesira, trebali bi pitati njega, ali vjerovatno je toliko u utakmici, vjerovatno ga toliko ponese, sad atmosfera. Ja mislim ne ni gleda koji igrate. Čovjek ne voli da gubi, naravno, kao niko od sportista i ima svoj način kako to preživljava i Ти се случува да се свртиш на кај клупа и да го видиш Лино тргна натака си оди. Вие навака напаѓате, он натака оди. Pa da. A ti to bolje pratiš kad si na tribini. Добро, да. Tako da ja se više koncentriram na neke druge stvari. Кажи ми лично тебе, не сакам да звучи навредливо воопшто, баш како пофалба го мислам како комплимент. Ти се верува колку добро играш на 38 години? Pa iskreno da ne, naravno, ali dobro. Што е клучот? Зошто? Еве ти лично што мислиш? Зошто играш толку добро, пример? Ja mislim da ono prvo što je da toliko volim taj sport, da toliko, mislim da to radim cijel moj život i svako jutro kad se probudim, kad boli sve, nema problema ići na trening. A boli, ne li? Pa naravno da boli, ali to je ako kao što bi ti mene vjerojatno isto pitao šta još igram sa 38, ne? A igram zato što jednostavno sam još na nekom nivoju koji me zadovoljava, naravno ne boli još toliko i fale još pare, ne? Razumeš? Tako da... Така е, браво, царе, браво. Последно прашање пред да одиме на реклами. Дали, кажи ми, негде си шетал, значи си играл на пуно места и во јаки клубови, како што кажав, си освоил и европски шампион си бил претходно. Атмосферава кај нас што има, на Металург и на Вардар, не мора кој играат дерби, него општо кога се игра во Македонија Лига на шампиони. Ние мислиме дека е, барем така ни кажува, дека е една од најпеколните атмосфери убедливо на цел свет кога станува збор за ракомет. Стварно ли е така и дали луѓе, пријатели твои ти се пожалиле, не сте нормални човече, не се игра кај вас? Си имал такви моменти?
Iskreno, svaka utakmica u Boris Trajkovski i kad igra Vardar sa nekim evropskim klubom ili da mi igramo sa nekim je fenomenalno, mislim, ono, i jednostavno i to mene isto žene, mislim, ta atmosfera i to odgovornost do ljudi koji dođu na utakmicu, koji nas podržavaju na svakom koraku je stvarno nešto fenomenalno. A što se tiče utakmica između Metalurga i Vardara, stvarno to je jedini preostali, mislim, jedini derbi koji je ostao, ne, na primjer, dobro, imaš Barcelonu i Real Madrid u fudbalu, imaš još neke druge klubove, ali u rukometu to je stvarno nešto fenomenalno i baš mi je drago što je Evropa mogla taj derbi isto da vidi u Ligi šampiona ove godine i naravno borba za titule je sasvim neka druga priča opet. Ne. Тоа ќе се колете, ќе биде Колин се загубија, нели? Да, тешко играт Борис Трайковски, то su vidjeli Не би сакал да си Barcelona гостин во Борис Трайковски? Ne, ja sam bio. Si bio? Ja sam sa Hamburgom igrao utakmicu Lige šampiona, tad kad sam bio u Hamburgu i mi smo dobili tu 2 gola, ali su tu utakmicu igrali 80% igrača Balkanci, ne. Dobro, da, те немавме ни тебе тогаш ние. Ne, ali su Da igrali беше на оваа Balkanci, страна. jedini Balkanci mogu te utakmice da igraju. To je to точно. i zato smo tamo Треба igrali. срце балканско да имаш тоа да го Jeste. поднесеш. Navikli smo. Одете на Facebook.com еден Ренато подпиши една чаша за твоите фанови. Facebook.com еден даваме карти за Металург Кил и чаша подпишана од Ренато Вугринец. По рекламите одиме назад. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ego Slivi Vital, najvitalen jogurt za pomoć pri slabenje, со додатокот од L-карнитин и коензим Q10, а со помош на телесни вежби, ви помага при топењето на маснотиите и намалувањето на телесната маса. Без разлика дали испраќате голем пакет или мало писменце по пошта, секогаш можете да сметате на нас. Со 24 часовна достава низ Македонија, кога нештата ви значат, а секундите се бројат. Постојат многу решенија, но едно е најдоброто. Глобко логистик, ваша пошта. Победнички вкус, кој е многу важен за здрав раст и развој. Ново алпско млеко со витамини и минерали од Љубљанска млекара. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Имаш неделно на Алфа и ќе нема проблем. Ова е еден на еден. Назад со Ренато Вугринец. Спомна прес каде га си играл во Целје. Таму играше со стариот Манасков, со Пепи. Da. Пепи што седи 2 реда над мене и сте биле на Металург, така? Знаете кај седи Пепи Манасков, сте го виделе? Не, Пепи Манасков, значи што и да се случува на утакмица. 20 да води Металург, 20 да губи, Дејан да има дадено 15 гола, например, или 0 голови да нема дадено, Пепи е вако. Ама стварно, нека ти кажи. Зошто е така, кажи ми? Што е муаветов? Pa ne, ja mislim da meni se događa isto, na primjer, na utakmicu. Kad gledam neku utakmicu, ja mislim da je puno teže gledat utakmicu. Ako igraš, na primjer, Pepi je bio vrhunski rukometaš i on jednostavno prati utakmice sina i Metalurga i Vardara i svega, pošto je bio tamo puno godina u Vardaru. I teže je gledat utakmicu nego igrat. Знаеш што се случува кога ќе промаши Зицер Дејан? Пепи седи вака и цела трибина се врти и знаеш што со вака го гледа него, он го гледа вака и сите викаат леле дома. Леле. Da. Ама добро, тако беше од секогаш Пепи? Се сеќаваш на него како соиграч? Pa
Pa da, on je isto, tad kad smo zajedno igrali u Celju, imao isto, ne znam, 38, nešto tako, 38, 39 godina imao, pošto je Da, bio, igraš Deki je imao odnosno. 4, 5 ili 6 godina imao Deki, ne. I zajedno smo igrali i mislim na terenu je bio ono vatren, ali van veoma miran Го čovjek. знаеш Дејан од 4 години? Da, on je u Celju bio jedno, koliko, 2 godine, da. I mali je bio još brat njegov. Така. Tako da sam stvarno, evo star sam, stvarno sam star. Ovo je šou. Рената, у Македонија има тој еден друг тим со еден исто супер газда како и вашиот, Сергеј Самсоненко и Вардар, секако за нив зборам. Би отишол ли во Вардар, те контактирале ли Вардар? Има ли нешто со тебе и Вардар воопшто во историјата случајно? Dobro, iskreno, prije što sam dolazio ovdje, kad je bio predsjednik Mihajlov, mislim da, i trener je bio Vujović, Veselin, da, oni su me zvali, da. Zvali su me u isto vrijeme Vardar i Metalurg tad, ali nije završio ni za Vardar, ni za Metalurg, tako da još sljedeće godine još jedan put, ali opet ništa, tako da na kraju jednostavno... Sjećam se kad sam došao u Metalurg i poslije jedne godine, mislim da par mjeseci ovdje, u april je bio poslije, gdje smo pregovarali da produžim još ugovor. Ja produžim, potpišem, 5 dana zatim zvoni telefon. Dobro. I gledam ko je, majstore i Vuja zove. Zove Vuja, šta je Vuja? I bi ti došao kod nas da igraš i to. Ne? Ja kažem, izvini, ja sam već produžio za Metalurg. Onda je bilo ono klasika, šta je bla, ne, to. Pip. Da. I to je bilo to, i to je sve. Ja, to je to. Аха, а ново раководство не те има контактирано никогаш? Не. Строго само така, здраво, а? Најспортски. Да. Добро. Сега, имаше еден момент многу интересен со Барселона. Интересен за нас, за тебе не знам колку ти било интересно. Која, не знам, ќе си извадевте главите со Карабатич. Може да ни објасниш што се случи и како доаѓа до момент толку да се вжешти, да трнете буквално, не знам, да се... Ја мислам ќе се степавте. Толку фалеше, да бевте сами да ве остае, а толку ќе беше. Pa dobro, to vjerovatno se sa tribine vidjelo tako, ali nije bilo ni blizu nekog fajta, moram da kažem. Pošto Što se desi, objasni? Svejedno se znamo puno godina, ali to se dešava na utakmicama gdje ti malo dođe onaj adrenalin i zadovoljstvo neko kao što je bilo što dobijaš Barcelonu i neki možda neporavnani računi iz prošlosti ili te stvari. I jednostavno Barcelona je super klub, vrhunski klub sa super igračima i naravno ni oni nisu znali da prenosu, mislim da ovaj poraz kako treba, sportski da kažem. Jednostavno mene je ne se naviknati da gubat i ne zna da se nosa. Da, tako je, mislim, na primjer, vidjeli ste, bilo je velika borba, tuča, cijelih 60 minuta i dobio je Karabatić svoje u onim momentima i htio da vrati. Tako je bila jedna situacija gdje je stvarno sa kolinom vidjelo se da me htio da me povredi i naravno tu sam ja već malo postao malo nervozniji i to. I poslije na kraju on za to ili ne? Dobio 2 minuti, da. Dobio? A misliš da ga trebaše poviše? Crven, nešto? Možda ne, ali jednostavno ipak je on Karabatić, ako pogledamo. Mu se prostuva. Da, i poslije na kraju imao još jedan štart na našeg malog Luku i što je mene najviše zbunilo je to da na kraju kad je već bilo 2 sekundi do kraja, već je dobljena utakmica, mi već nismo igrali ni obranu, on je šutnuo sa 9 i pogodio zamalo Stanketa, tu mu je prošla lopta i naravno u onom euforiji i svemu ja sam počeo da trčim tamo i kad sam skočio malo me poneslo malo predaleko, nisam baš htio da me tako daleko i tu smo došli, inercija me ponesla, mislim i... Znači ti ne kažeš tako da mu se tupneš? Pa dobro, mislim da poslije, ja sam imao sreću da nisam bio sankcioniran. Ti je Superman mu vleze, ej. Da, slika je dobra, slika je super, ali dobro, ponašanje nije tako kako bi trebalo. Ja sam htio poslije da mu se izvinim, ali je bilo sa njegove strane opet pip, ne. Tako da, ne, tako beše, da, a naravno, ja priznam da sam... Trgna da mu se izviniš na Nikola posle? Da, poslije kad je bilo ono... Kad se smirilo, kad je on počeo da krene prema slačionici. Ja sam htio da pružim ruku i bilo je kao što rekao pip, ali dobro. Ja nemam ni Facebook, ni Twitter, ni ništa da bi mogao da se mu izvinem preko Twittera kao što rade, ne, tako da. Ali dobro, ja sam mogao sad da iskoristim priliku izvini Nikola. Evo ja slobodno izvini mu se, evo si ovdje, izvini mu se na Nikola. I moram še nešto da te prašam. Kao što završi тоа sve,
И тргна цела Барселона во соблекувална, цел Металург тргна да се поклонува нели кој што е обичај од секогаш, а ти тргна по Барселона или кај отиде ти? Само ти не беше таму. Јас викам готово човеков отиде ќе го бара. Замало sam nešto rekao, ali neću. Ali dobro, ništa, mislim, emocije i mislim, ušao u slačionicu, nisam išao prema Barceloni zato što bi bio sam i dobio bi malo, ne? Da, ne? plus Pa tije sam išao u kogo da 20 slačionicu, duši se ne malo seze. se izduvo u slačionicu, vratio se, pozdravio i to je to. Dobro е, одлично, браво Ренато. Браво. Hvala. Сега, она што е физички кај тебе се забележува многу лесно, тоа се тетоважите. Гледам да го обожаваш да се тетовираш и некако не застануваш, само додаваш нова. Колку ги имаш више тетоважи? Imam nekoliko, da, ali dobro, to je tako, kažu kad kreneš sa tetovažama nikad ne staješ, ali dobro, to ti obeležava neke trenutke života i jednostavno, ja mislim Што тетовираш, многу ме интересира, зашто ја да земам да се тетовирам, жи ми се да кажам, појма немам што да тетовирам. За ништо не сум толку многу да речеш страствен за да го ставам на мене или може до филозофија моја едноставно. Kao što rekao, kad kreneš, teško da prestaneš. После црта што стигнеш? Ali moraš dobro, jedni stavljaju zbog lepog izgleda, jedni zbog što im znači puno, neke životne situacije i te stvari, ali to ovisi od svakog posameznika, jel se mu to sviđa i ne sviđa, ali naravno, ako dobiješ neku ideju i sviđa ti se, staviš i to ti ostaje cijeli život. Ti во кој си? Што црташ? Нешто што ти значи многу? Da, imam ja imena dece puno, tako da... I još neke stvari koje su bitne u životu. Da. Добро е. Кажи ми, пример, ако излезете цел Металург, идете у град, да прославите нешто или било што, или обична вечер, да. Кој ќе си отиде прв дома? Мора да има некој таков. Mirkolovski. Mirkolovski si иде, така? Знаев дека. Ne, iskreno, mi ne izlazimo. Добро, хипотетички ова сега си. A da, hipotetički je bilo dobro. Така звори. А пример, mora malo žutog da ga malo napalim i to. Таков е, знам дека е таков, што има него криеме. А пример, еве, ги спомнат децата, кому би му ги дал на чување од Металург, ако треба некој да ти ги чува? Staniću, definitivno. Нема зезај. Дарко, станеш да ти ги чува децата. Дали си ти нормален, бе? On bi se, valjda bi se on zapričao sa njima i pričao o nekim stvarima, ono, da bi prošlo vreme, ne? Така. Neka filozofija, ono, neke stvari. Дарко е многу луд човек. Ја многу го сакам Даре. Него многу нетипичен човек, необичен. Ma golman. Tipičan golman, da. Morate znati koliko je to udaraca lopte u glavu, koliko je to podsjeva mozga. Pa to je strašno nešto, mislim, stvarno, iskreno. Ali mi levoruki i golmani strašno se razumijemo, znaš. Така? Tako da smo mi isti. Је леваците и голманите све сте чакнати помалку. Така. To Rolino je isto ljevoruk. И Лино е левучар? Da. Му се гледа и нему. И Ѓоко е левучар, ама го мавнало на погрешно. Da. И за крај вака, мајсторе. Имаме една игра за тебе. Преска чур дека некои слики имаме и одма ми рече, еј, спремаш нешто, еј. Ке ти направам карабатич. Ne ono kad sam došao u Skopje, ono sa čupom, ono, Не е тоа, не се сеќавам. Тогаш беше кod Д'Артањан. Da, to. Ко мускетар беше, сигурно овој ќе извади меч, ќе се мечуе тука на утакмица. Друго има. Ќе играме една ваква игра. Ќе ти покажеме слики. Ти треба да кажеш. Не можеш друго да бираш. Би го тепал, би го носел во кафана, би си правил муабет за животот со него, ако му треба, не дај Боже, бубрек би му дал, или би позајмил пари од него. Едно од тие 5 работи. И сега да видиме првиот. Можеш да ми поновиш šta si rekao. Ќе ти кажам. Значи, Никола Карабатич би го тепал, би го носел во кафана, би си правил муавет за животот со него, бубрек би му дал ако треба, или би позајмил пари од него. Ja bi mu bubrek uzeo i pozamio bi pare. I pozamio bi pare bi od njega uzeo, znaš. Uzeo bi pare od njega. Тоа е добро. A ne bi mu vratio. Ајде следниот да го видиме. Ајде коња. Dobar si, dobar. Лино Черов би го тепал. Не би го тепал вајда. Се надевам не би го тепал. Би го носел у кафана? Не. Би си правил муавет за животот. Šta ostane posle na kraju? Бубрек би му дал или би позајмил пари од него.
Меѓу шо и шо се мислиш? И тоа ќе ти го сметам за одговор. Ма, тих свих 5. Сите 5 са му различно време. Се прифаќа и тоа, Ајде да го видиме кој е третиот. Више ги знаеш. Ванчо. Ванчо number 4. Капитанот, Ил Капитано. Ова У кафану, дефинитивно. дефинитивно у кафана, да, знае. Дури за Ванчо го пиша во кафана, искрено да ти кажам. Ајде да видиме кој е следен. Имаме уште 2. Опа, гола слика од Кире. Ова е за женската публика. Пазете како преокрет од гол Кире Лазаров на Ренато Вугринец. Ако има нешто боле за жени, еве, на. Опа! Шо ми се замисли сега? Шо ми се замисли сега? Шо свака час? Збори, ајде. Добра слика, мислам, лепа слика. Добра стварно. слика? Не, лепа слика. Како не? Фотогенична, мислам. Како не, па види, капитен на репрезентација ние мора да го почитуваме, знаеш. Шо за него? Не, ништо? Не, што имаш još jedan за бубрик, нешто 100%? И нему ли бе бубрек? Па не, ја би му дал бубрик. Би му дал бубрек на Кире Лазаров? Све за репрезентација. Све за репрезентација, одличен одговор, ми се допаѓа. И последниот, значи, дали би го тепал, би го носел у кафана, би си правил муавет за животот со него, би му дал бубрек или би му позајмил пари од Сергеј Самсоненко? Дефинитивно, веома успешан бизнисмен, успешан човек, муавет за живот, дефинитивно. Дефинитивно ќе си правиш муавет за живот. Сергеј Самсоненко, спремај се, Ренато, доаѓа си правите муавет за живот. Одете уште еднаш на Facebook.com 1-1. Дами и господа, Металург Кил, многу среќа за Металург, многу среќа за најдобриот стрелец во Лигата на шампионите, Ренато! Хвала. Мајсторе, хвала ти што дојде. Ваш мислим мега, браво, свака ти част. Хвала, мајсторе. Хвала. Јас сум Давид. Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Денеска пробувам бисквити и млеко. Врвно нешто, во секаква комбинација. Потопени во млеко, за мацкање, а без секакви. 4 алачки. Тоа е мојата оценка. Вечерва напијте се чаша млеко за добар сон, а утре, за да ги добиете сите витамини, протеини и минерали што ви требаа за напорниот ден. Со оваа екипа, мене ми се многу потребни. Се надеваме ви се допадне и ова емисија со Ренато Вугринец. Оваа сезона 5 од 1 на 1 завршуваме со финалето во недела, тоа е нели за 7 дена. Дотогаш бидете здрави, среќни, весели момци и девојки. Им се заблагодарувам на Туекзи што беа нашите музички гости за денеска и ги заменија Пеперминт, кои се на гласање. Се гледаме идната недела, Best of 1-1 сезона 5, не забравајте. Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд е со луѓето од Пеперминт во него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на вашиот ден.